Бајколент. Аудио бајки. Принцот Михаил и волшебната шума. Во едно далечно кралство, обкружено со високи планини и зелени шуми, живееше мало момче по име принц Михаил. Тој имаше светли очи и храбро срце. Но Михаил не бил како другите принцови. Наместо да седи во дворецот и да носи круна по цел ден, тој сакал да истражува, да им помага на луѓето и да слуша приказни од старите мудреци во кралството. Еден ден, додека шетал низ кралската градина, Михаил слушнал тивок плач. Зад големата фонтана седело мало златно птиче. "Зошто плачеш?" прашал Михаил нежно. "Го изгубив патот до волшебната шума," рекло птиченцето. "Без мене звездите вечерва нема да светат." Михаил веднаш станал сериозен. "Тогаш мора да ти помогнеме." Го зел птиченцето внимателно во рацете и тргнал кон темната шума надвор од кралството. Патот бил многу долг. Минувале преку дрвени мостови, низ магла и покрај река што светкала како сребро. Одеднаш, пред нив се појавил огромен трол. "Никој не поминува!" викнал тролот. Но Михаил не се исплашил. "Не сакам кавга," рекол мирно. "Само сакам да му помогнам на мојот мал пријател." Тролот го погледнал изненадено. Никој досега не разговарал со него љубезно. "Зошто ви помагал на некого?" прашал тролот. Михаил се насмевнал. "Затоа што вистински принц не е оној што носи круна, туку оној што има добро срце." Тролот полека се трвнал на страна. "Помини, принцу Михаил, ти си најхрабриот принц што сум го сретнал." Кога конечно стигнале до волшебната шума, птиченцето полетало високо кон небото. Во истиот миг, и илјадници звезди засветкале над кралството. Небото блескало како никогаш досега. Луѓето радосно излегле од своите домови и почнале да извикуваат: "Да живее принц Михаил!" Но Михаил само тивко се насмевнал, затоа што знаел дека неголемата магија не е во звездите, туку во добрината, храброста и срцето што секогаш им помага на другите. Ако ти се допадна бајката, притисни лайк, шер и сабскрајб. Се гледаме во следната бајка.